Благодарам, председателя, почитувани колеги и пратеници, почитувани представници на јавноста. И денеска конечно, уствари не е конечно, по многу пати, слушнавме дека воопшто не било битно МТВ да емитува грчки автори од 19. век кои што тврдат дека постои Македонија. Сигурно оговарањата дневни помеѓу политичарите се побитни од тоа што грчки автори во 19. век тврделе дека постои Македонија и македонски народ. Тоа е мејнстримот на СДСМ, тоа е поимањето, всушност и нивниот лидер деновиве имаше интервју за една српска агенција во која што тврди дека Грција може да издржи уште 200 години, ние треба да го направиме компромисот. Но господине Тунтев, во оваа држава тоа што го збореше господинот Тунтев, тоа го реплицирам господине Шилегов. Господине Тунтев, за тоа одлучуваат граѓаните, нити вие, нити господинот Заев ќе одлучуваат на крај. За мене и за огромен број од мнозинството на граѓани е многу побитно да чуеме кои грчки автори и како во 19. век тврделе дека постои Македонија и засебност на овој народ овде, од тоа да ги слушаме секојдневните оговарања помеѓу политичарите. Но како и да е. Има една огромна неискреност, господине Тунтев. Вие како припадник на СДСМ и како член на долгогодишното раководство на општина Охрид, знаете што е долг и како се создава долг и знаете да читате долг. Оваа година, 2015, овој извештај што го гледаме е за работењето во 2015. Никој не го крие долгот кој што го има Македонска радиотелевизија, посебно не ние, заради тоа што тој долг е создаван во време кога раководството на Македонската радиотелевизија беше од Социјалдемократскиот сојуз. И тие долгови се огромни. Знаете што? Значи, она што значи годишно работење на Македонската радиотелевизија сега, во овој момент, во последните години, значи работа во позитива. Тоа што е тегоба на Македонската радиотелевизија и тоа што значи неможност да се вложи овој 1 000 000 евра профит во дополнителни инвестиции, тегот е долгот оставен од вас, кој што се брои во неколку и неколку милиони евра. Покрај тој долг, господине Тунтев, во меѓувреме има набавено Full HD опрема во Македонската радиотелевизија, има збогатено програма и е зголемена гледаноста на Македонската радиотелевизија. Дали се е перфектно? Не. Дали е многу подобро од тоа што беше? Да, подобро е, тоа го гледаме и ние и вие. И на крај дозволете, самото навлегување во толкување на програмска и уредувачка политика од страна на, ако треба да направам пауза да се консултирате за репликата. Значи, ако самиот факт дека навлегувате во толкување на програмска и уредувачка политика, господине Тунтев, како политичар, зборува за вашиот тоталитарен пристап кон работите. Нас како пратеници, нити ние, нити смее да ни биде уредувачка политика на Македонска радиотелевизија. Така не во ниту една европска држава. Благодарам.